Се морам да го искоментирам говорот кој го имаше мојот претходен колега Шутаров тука. Очигледно дека се спремил убаво да поентира денеска, но како што имаат тука 12 советници во оваа просторија, би ги потсетил дека имаат уште 2-3 министри во владата на Дујка што се помал коалиционен партнер, така да таму може да ги искористат своите позиции, да апелираат на владата да ги исплати парите кои 2 години ги должи на ЈСП. Ако сте тука опозиција што не би се сложил, имате влада, имате своји министри во владата на ДУИ и ве молам апелирајте таму да се исплатат парите на ЈСП. Тоа е првата работа. Втората работа во однос на ова што се случува денеска конкретно, јас ќе набројам 3 клучни начала за левица кои ги има застапувано во овој совет конкретно за ова прашање. Прво такво начало е дека ние го поддржувавме раскрстувањето со приватниците. Ние ја поздравивме таа одлука на градоначелничката, таа насока во која требаше да се движиме, но заради состојбата во Советот не можеше да се раскрсти со приватниците. Второто главно начало е окрупнување на капацитетите на ЈСП. Значи, очигледно е дека на ЈСП му требаат нови автобуси и многу е, веќе е дегутантно. Се зборува 1000 пати си има спомнато овој совет, средношколците. Луѓе, излезете од меурот во кој што живеете, цело Скопје користи јавен превоз. Какви црни средношколци, знаете ли колку луѓе идат на работа со јавен превоз? Значи, ЈСП мора да добие нови автобуси и СДСМ и ВМРО ДПМН, кои заедно се власт во овој совет, не ја даваат таа одлука да помине да се окрупнат капацитетите. Но има трето главно начало, кое тука сега го гледаме проблемот во градската власт. А тоа е дека ние на самиот почеток на овој мандат децидно се боревме против договори на дело. Договори на дело продолжија да се случуваат, за на 1 ноември да не им бидат продолжени 50 договори на работници во ЈСП и да бидат свирлени како кучиња без никакво претходно нагласување работите каде се движат. Значи, тоа се трите клучни работи. Во однос на ЈСП, јас не знам кога ќе ја дознаеме вистината. Низ медиумите цело време се апелира на тоа дека возачите ќе си заминат од ЈСП, ЈСП тоа го демантира. Во меѓувреме добиваме информации дека заради недостатокот на возачи во ЈСП се укинуваат цели линии од дневниот ред, мислам во возниот ред. Тоа јас го знам сам, затоа што јас се возам со автобус, еви колегата Филип сигурно ќе излезе да зборува. Тука и тој се вози со автобус, ама нема автобуси просто. Са дали нема автобуси затоа што нема возила или нема затоа што нема возачи, тоа е друго прашање. Но во однос на возачите, друга информација која има дојдена до нас е тоа дека не само што не им се плаќа дополнителното работно време, туку прво да се компензира со слободни денови. Тие слободни денови не им се даваат на возачите. Значи, ние гледаме грубо прекршување на работничките права во ова претпријатие. Гледаме дека работничките услови во ова претпријатие се едноставно на едно мизерно ниво. Понатаму, кон крајот на март истече договорот со Маратон, фамозниот договор со Маратон за стопанисување со рекламниот простор на постојките. ЈСП во својот статут има како би било тоа? Значи, може да извршува дејност на агенција за маркетинг. Тоа е во статутот на ЈСП. А се чини дека од март до сега, ако не е почнато тоа, дека повторно ќе се оди на договор со Маратон или со некоја друга агенција за маркетинг. Зошто ЈСП сам не го стопанисува овој простор на постојките? 2024 ќе истече и договорот за рекламен простор на автобуси. Ние имаме толку многу автобуси, имаме толку многу постојки, веројатно ти имаат различни вредности, нели, дали се во село постојката или во центар, но јас сум убеден дека ЈСП може да стопанисува со тој простор. На крајот на денот ЈСП е едно од најголемите претпријатија на главниот град. Ако немате способност да реформирајте, си имате пренатрупана администрација, имате премалку возачи. Реформирајте администрацијата и направете ги овие чекори за да можеме да ЈСП да постапува како агенција за маркетинг. Понатаму, значи да не должиме многу. Нас ни е јасно дека во Советот на град Скопје, СДСМ и ВМРО ДПМН ја продлабочуваат мизеријата во однос на јавниот превоз. Тоа е јасно. Но од друга страна индикациите е дека во ЈСП не се стопанисува како што треба. Затоа, што е решението? Јавен превоз мора да има. Значи тоа на нас ни е многу јасно. Ние нема да ги оставиме граѓаните без јавен превоз. Не смееме да ги оставиме граѓаните без јавен превоз. И знаеме дека тие тоа ќе го ценат, дека не се набавиле нови автобуси во рокот цел мандат. А работниците кои ги бркате ќе знаат кој ги избркал. И на следните избори тоа ќе го ценат. Благодарам.